Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во e-училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик во Основно училиште Истикбал Тетово. Ова видео настава е наменето за ученици од 7 оделење. Ние денес ке учиме за броеви. Целиот за овој час е да научите какви зборови се броевите, да ги разликувате граматичките категории кај броевите, да знаете како се образуваат формите за приближна бројност, да знаете како се образуваат бројни форми за лица и правилно да ги употребувате. Што се броеви? Броевите се зборови со кои се означува количество. Тоа количество може да биде точно избројано 500 или приближно 3-4-20. По состав, броевите се делат на прости и сложени. Кои се прости, а кои се сложени броеви? Простите броеви се броевите од 1 до 10, како и бројот 100. Во простите броеви се вклучуваат и 0, 1000, милион, милиарда и слично. Сложените броеви се образувани од простите броеви. Тие можат да бидат во форма на еден збор, 20 или состав од повеќе зборови, 128, 25. Сложените броеви се образуваат на следниве начини. Од 10 до 19 со предлогот на, кој стои меѓу десетката и единечниот број 11, 12, 13. Од 12 па натаму со сврзникот и, кој стои меѓу предпоследниот и последниот број 39, 3300. Кај десетиците и стотиците со директно придавање 70, 500. Сега имаме еден текст во вашите учебници ученици во страна 104 и ве молам да ме следете внимателно. Тоа магаре. Тоа беше најобично магаре. Измитарено и замислено, стоеше со наведната глава пред влезот на циркусот, кој беше сместен на една ливада крај градот. Циркусот беше голем. Шарените плакати, кои веќе 2-3 недели го привлекуваа вниманието на минувачите, соопштува дека тоа најголемиот циркус во светот и дека под неговиот шатор можат да се сместат 4000 луѓе. Тие 4000 луѓе секојдневно поминуваат покрај магарето, зашто, како што реков, тоа стоеше пред самиот влез на циркусот. Во саботите се дава по 3 представи и тогаш крај магарето минуваат дури 12.000 посетители. При тоа, 3/4 од 5-6 души задолжително го допира со раце, го удира или галеал по грбот, му купеа по 20 влакна од козината, 9000 раце во една сабота, а колку ли такви саботи имало во неговиот живот. Последниот ден од гостувањето на циркузот во нашиот град на магарето му пристапи еден самоуверен господин во син костум. Тој застана пред магарето и со издадена напред долна уста критички почна да го разгледува магарето. Потоа заниша со главата и обиколи 2-3 пати околу магарето. Го изгледа од напред, го изгледа од страна, го изгледа од зади, кога животното повеќе не му беше интересно, силно го плесна по грбот. Тој ден магарето веќе го има допрено 8000 раце и раката на господинот беше 8001. Тогаш магарето, како да се разбуди од некаков сон, ја подотвори устата, го зграбчи господинот за ракавот и почна да го влече кон себе. Парче син штоп остана меѓу забите на магарето, додека господинот како сполавен бегаше. Ме касна, колку лошо животно. Посетителите застана. Неизменично гледа во човекот што викаше и во магарето со син штоп меѓу забите. Види го ти него, не може човек да го погали, велеа тие. Колку неблагодарно животно. По овој случај 10 минути никој не го допре магарето. И тие 10 минути беа единствените во толкуте години кога тоа почувствува што е тоа спокојство. И сега имаме вежби да ги пронајдеме заедно зборовите кои означуваат определена точна или приближна бројност. Сега ќе ве замолам пред себе да имате бела хартија и молив
запишување за да ги пишувате овие броеви што ќе ги најдеме заедно од текстот. Зборови со точна бројност се: една ливада, 4000 луѓе, 3 представи, 12.000 посетители, 9.000 раце, еден самоуверен господин, 8.000 раце, 8.000 првата, 10 минути, а зборови со приближна бројност се 2-3 недели, 3 четворица, 5-6 души, 20 влакна, 2-3 пати и 10. Уште еднаш да повторуваме, броеви се зборови кои означуваат количество. Количеството може да биде точно избројано 300-300 или приближно 3-4. Разликуваме броеви за определена точна и за приближна бројност. Броевите стојат до именките и означуваат количествен признак. Немаат посебни граматички категории, освен бројот 1, кој има форми за сите три рода. Значи еден, една, едно, едни. Множинската форма пак едни има значење како неопределената заменска некои дојдоа едни луѓе кај нас. Бројот 2 стои до именки од машки род 2 стола, а бројот 2 до именки од женски род и среден род 2 жени, 2 деца. Кога стои до лица покрај 2, се користат уште и обата, обајца, обајцата, обете. Примери имаме: јас имам едно јаболко, јас имам 2 јаболки, како што може да забележите на сликичките, јас имам едно јаболко, јас имам 2 јаболки. Имаме и неколку примери. Вчера купив 2 книги, тоа што е одбележено со црвена боја, треба да приметите тоа. Вчера купив 2 книги, за подарок добив 3-4 книги, имам 5 мачиња, Кристина има 2 сестри, вчера видов 10 ластовички. Броевите означуваат точна бројност, например Марко има 4 моливи. Броевите кои означуваат приближна бројност, во чантата имав 3-4 тетрадки. Броевите се членуваат, 3 девојчиња се сестри. Броевите 1 и 2 имаат форми за трите рода, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Броевите се зборови со кои се означува количество на предметите, било да е тоа точно изброено или само приближно определено. Броевите стојат до именките, па затоа понекогаш од нив ја презема членската морфема, но кај нив нема род и број, освен кај броевите 1 и 2. Поделба на броевите по состав, уште еднаш да повторуваме, драги ученици, како ги делиме броевите по состав, ги делиме на прости и сложени. Прости броеви се броевите од 1 до 9 и бројот 100. Броевите 0, 1000, милион, милиарда, билион се прости зборови и ако означуваат бројност или количество, тие се однесуваат како именки. Сложени броеви се образуваат од простите броеви, тие може да бидат во форма на еден збор, како се составени од повеќе 2 на 10, 12, 5, 10 што е 50, или со повеќе зборови 12,5, 128, 1567. Да повторуваме уште еднаш и да одговорите на прашањата. Какви видови на зборови се броевите? Каков вид на бројност може да се искаже со броевите? Што представува бројна форма за лица од машки род? Како се образуваат бројни форми за лица од машки род и со кои суфикси, кои броеви имаат форми за сите трите граматички родови, кои се двата начини на кои се образува приближна бројност кај броевите. Значи, од сето тоа што го научивме денес за броевите, ќе повторуваме уште еднаш, бидејќи повторувањето е мајка на знаењето. Сега да ги проверите вашите знаења. Броевите се менливи зборови, кои означуваат точно или приближна бројност на лица, суштества, предмети, односно означуваат количество. Со броевите можеме да искажеме точна или приближна бројност. Во македонскиот литературен јазик
се користат посебни бројни форми кога има определена бројност за лица од машки род. Бројните форми за лица од машки род се образуваат со додавање на наставки или суфикси ица, мина, ина. Броевите 1 и 2 имат форми за сите трите граматички родови и приближна бројност како се образува на два начина со поврзување на два последователни броја 3-4 со додавање на суфикс или наставка ина, пример 100. И за домашна задача, драги ученици, да напишете 5 броја со приближна бројност. Ви честитам на знаењето и ви посакувам успех. Ви благодарам на вниманието.